Здраво дечки, Никлеман е тука. Не сме се виделе долго време, не се секирете. Трета сезона Слободни фрлања следува наскоро. Ветувам дека летово ќе гледате третата сезона, но моментално се игра плейофот во NBA лигата. Па затоа решив со неколку видеа додека трае плейофот да ви собратам вам, љубителите на NBA лигата во Македонија, со моје мислење за тоа кои се фаворитите, кои сметам дека можат да поминат во следната рунда и кои можат до титулата. Моментално во тек е втората рунда, синоќа се одиграат два меча, меѓу кои Феникс Далас. Феникс води 2-0 во серијата против Лука Дончич. Навиваме за Лука, меѓутоа едноставно гледаме дека за разлика од серијата со Јута, Феникс е далеку подобра екипа и офанзивно и дефанзивно, а Лука не ја добива онаа помош што ја добиваше во серијата со Јута од страна на пред се Джейлен Браунсон и Спенсер Динвиди. Динвиди ми е окей некако, меѓутоа Джейлен Браунсон во овие две утакмици шутира, да речеме, очаено. Синоќа беше 3 од 12, ја нема таа агресивност, се мачи против добрите одбранбени играчи на Феникс. Лука постигна во првата 45 поени, во вторава сега синоќа 35 поени, меѓутоа не е доволно, му треба уште еден играч, Марк Кјубан, летово да му донесеш на Лука уште еден добар, солиден, висок играч, некако Кристапс Порзингис, ни треба некој подобар, како Деандре Ейтон. Не му го продолжија договорот Ланин Феникс, така да оваа година ако не освоат може и да сиде, така да пази го Деандре Ейтон. Бога ми, Деандре Ейтон е и меѓу главните причини зошто Феникс е фаворит во оваа серија. Деандре Ейтон не е Руди Гобер. Руди Гобер едноставно не знаеше што да и прави на топката која ќе ја добиеше во рекетот против Далас. Го нема тој фактор шут, не може да погоди од дистанца и затоа беше неутрализиран. Меѓутоа, Деандре Ейтон во првата утакмица со 20 поени, во втората утакмица со солиден учинок, едноставно знае да погоди од дистанца, од страна, знае да погоди скајхук. Крис Пол е тука да му ги додели топките на правото место, така да тоа е првата причина. Втората причина е од страна на Феникс е нивната добра одбрана. Значи Феникс го имаат Микел Бриджис, кој беше втор во трката за најдобар дефанзивец оваа година во NBA лигата. Го имаат Джей Краудер, исто така добро силно крило што игра одлично одбрана. Крис Пол секогаш бил дел од најдобрите дефанзивни петорки во лигата. Се на се Феникс Санс е далеку посериозна екипа, поконстантна од Јута Джез и освен ако Лука не постигне во Далас 5-60 поени на некоја утакмица, може и оваа серија да заврши многу кратко. Синоќа го видовме Букер во трета четвртина со 12 поени, потоа Крис Пол во четвртата ја превзеде работата во своји раци, буквално сам го набилда водството од нерешена такмица, ја качи во double digits. Така да за жал Лука веројатно ова ќе му биде врвот оваа сезона. Втората рунда направија успех, ја пројдоа првата рунда за прв пат во кариерата. Како што кажав, Марк Кјубан летово уште еден јак играч, подобрачите, за да може да игра и одбрана, за да може да погоди некој шутче и Далас ќе ги гледаме и во наредните години длабоко во плейофот. Другата утакмица што се одигра синоќа, Мајами Филаделфија 76ers 2-0 за Мајами, се очекува реално Мајами лесно да помине против Филаделфија без Джоел Ембид. Сите видовме каков лакт незгоден прими од страна на Паскал Сијакам. Еве, може видите и тука во garbage time што викаат америте на последната утакмица против Торонто. За сега да не може да игра во битната серија против Мајами и гледаме дека Филаделфија без Джоел Ембид нема што да бараат против жешките. Едноставно дури не можеме ни да видиме вистинската сила на екипата на Мајами Хит, затоа што не се доволно предизвикани до сега. Од Атланта секако не беа предизвикани, ја добија и последната утакмица и без Джими Батлер, без Кайл Лаури, така да мислам дека вистинскиот тест за Мајами ќе биде во финалето на источната конференција. Без разлика која екипа ќе помине од Бостон и Милвоки, таму ќе ја видиме вистинската сила на овој тим од Мајами. Додека кај Филаделфија едина светла тачка ми е Тајрис Мекси. Младото зверче лета по теренот, синоќа постигна 30 и кусур поени, додека Джеймс Харден брада. На вистина, Джеймс Харден е бледа копија од тоа што беше некогаш во Хјустон. Тоа некогаш и не е толку одамна, е пред година и пол. Меѓутоа, тоа е реалноста. Изигра две добри први полувремења и во првата и во вториот меч.
Меѓутоа, во второто полувреме едноставно како да му снемува гориво, као што вика Чакстерот running out of gas. Стварно е така. Гледаме дека газот му се измори, дека не може. А секад ми бил overrated играч Джеймс Харден. Да заклучиме, без Джоел Ембид очекувам и метла. Ако се врати, можеби ќе украдат една утакмица, меѓутоа едноставно Мајами се далеку подобриот тим во оваа серија, со подобриот тренер. Тие беа двете утакмици од синоќа, додека завчера се одигра далеку поинтересни дуели, мора да признам, меѓу Golden State и Memphis и меѓу Boston Celtics и Milwaukee Bucks. Во двете серии изедначено, 1-1. Бостон ме изненадија каков камбек направи од првата утакмица. Джейлен Браун на ниво, Джейсон Тейтум на ниво, со две многу клучни тројки во последната четвртина. Джейлен Браун беше многу ефикасен, како што и навикнавме да гледаме партии од Джейлен Браун. Стварно не личеше на себе во таа првата утакмица. Додека шутот што Бакс ги послужи во првиот меч и шутира со феноменален процент и за 3 поени и од поле, во овој надпревар беше на пониско ниво. Во отсуство на Крис Мидлтон во првиот меч фантастични партии на Грейсон Ален, на Джру Холиде, Брук Лопес, Боби Портис, буквално сите изиграат добро. Во вториот меч послаба поддршка имаше Антетокумпо. Сметам дека за Милвоки да победи во оваа серија ќе бидат потребни навистина одлични партии и во Милвоки, буквално на цела петорка. Знаеме дека Антетокумпо ќе го даде својот придонес, знаеме дека не можат да го сопрат него, меѓутоа и другиви играчи ќе мора да го дадат својот максимум за Милвоки да би победил во оваа серија. Бостон нема да игра така очено и толку лошо како што играше во првата, секако го видовме тоа на вториот меч и без Маркус Смарт успеа да победат. Мислам дека на Маркус Смарт повредата е ситна и дека ќе се врати и во третиот меч. Така да таа серија заедно со Мемфис и Голден Стейт дефинитивно се поинтересни во оваа втора рунда. Јас најавам за Милвоки во серијава, мислам дека Милвоки во 7 дека ќе иде дале, па тоа со Мајами ќе биде навистина јако конференциско финале. На запад ништо ново, на запад има ново, има многу нови работи на запад. Мемфис Гризлис се буквално новиот, млад, енергичен, гладен тим за победа. Буквално Гризлите гризат на секој меч. Ja Morant беше феноменален, буквално went God mode, ја презема работата, усвојат се 47 поени на Golden State да им дадеш. Со таков тейковер во четврта четвртина, поен по поен, isolation after isolation, значи буквално Ja Morant издоминира. Морам да го пофалам од Мемфис, што ми падна во око е Брендон Кларк. Резервниот центар на екипата буквално се бори како лав по секоја топка, одличен скокач, многу топки битни им обезбеди од втори шанси на Мемфис, така да Брендон Кларк сигурно заслужува богат договор наредна сезона. Дреймонд Грин, Стеф Кари, Клей Томсон и Джордан Пул, третиот Сплеш Брадер, игра феноменално. Украдоа една на гости, Голден Стейт се 1-1, серијата се сели во Оукленд. Реално во оваа серија Мемфис гледам дека ќе пружат отпор, меѓутоа Голден Стейт се поискусната екипа и врвот на Ja Morant, исто како на Лука Дончич, за жал оваа година ќе им биде втората рунда. Очекувам Голден Стейт да иде дале во оваа серија. Дали во 6 или во 7 Голден Стейт очекувам да победат, мада ако биде Game 7 во Мемфис ништо не се знае. Али мојот пик е дека Голден Стейт иде дале. Тоа е тоа, дечки, кажете ми како ви се допадна ова видео, оваа моја анализа и моје гледиште на NBA плейофот до сега. Ќе се вклучиме пак во скоро време да видиме како ќе следи разврската во вторава рунда. Останете ми со здравје, кликнете лайк, subscribe, share, споделете го ова видео со вашите пријатели што се љубители на NBA лигата. Поздрав!